Ке глумам додека ме држат умот и нозете, вели доајенот на македонското глумиште актерот Благоја Чуревски. Во 1980 година ја доби наградата 11 октомври, најзначајното државно признание за животно дело од областа на уметноста. Наградата, вели, има посебно место во неговото срце. За неа зборува со колешката Лидија Чакар и тоа во студиото 5 на М5 на македонската телевизија, каде што покрај театарот помина сериозен дел од неговиот работен век. 11 октомври. Македонија го празнува денот на народното востание на македонскиот народ. Востание против фашизмот со кое почнува борбата за ослободување. И токму на овој ден се доделува државната награда 11 октомври. Со неа се оддава највисоко признание за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и во други дејности од јавен интерес. Само така, како што рече еден од добитниците на оваа награда во една прихода, ќе се заблагодариме и ќе се одолжиме на нераспролетената младост која на денешен ден пред 82 години силно извика: смрт на фашизмот, слобода на народот. Тоа впрочем е втемелено во современата и независна македонска држава. Наградата прв пат била доделена во 1959-та. На некои луѓе Бог им дарил дарба, но генот им ја одредил професијата. Тој потекнува од уметничко, од актерско семејство. Таткото Трајко и мајката Радка Чуревски се основачите на Македонскиот народен театар. Милува да каже дека ќе глуми додека го држат нозете. И токму затоа честа и задоволството е огромно да го поздравам во студиото М5 на Македонското радио, каде помина добар дел од својата професионална кариера снимајќи го Хихириху. Морам да кажам дека благодарам прво за поканата. Морам да кажам дека сум доста возбуден, зашто овдека нема штици, но 35-6 години сум поминал во не само во ова студио најмногу, него во горните сте, што од радио драма, што а најмногу со Хихириху, со Карадак. И како доаѓав, точно знаев, Карадак никогаш не седеше со нас, или ќе биде во студиото внатре, или го гледате само шета околу тоа, слушаше дали ние добро го презентираме тоа што он го напиша. За среќа беше таква екипа. Јас сум во почетоците, значи можда Мешко една година постар во Хихирику. Но јас почнав со мојот кум Петре Прличко, со Чичко Тодорче, со Таска Балабанова, со Ценче, со Шишман Ангеловски, со Божо, со Бошко Смаќовски, со Карадак. Али стварно ме возбуди ова. После 7-8 години доаѓам тука. Да, чувството е супер, само ти се навраќаат многу спомени. Овие реквизити овде кај ги памтам уште од радиодрами. Отвори прозорот, ќе мораш да го отвориш, да чукне, за да биде поверна. Радиодрамите беа многу слушани. Хихирику беше, се знаеше, во 11 часот во недела нема никој на улица, радиото ќе се уклучи. И јас сум лично благодарен на ова студио, на Карадак и на целата екипа, што ме создаде на некој начин. Чуре, многу остварени театарски улоги, филмски улоги, радио улоги. Која улога стави печат на вашата кариера? Па, тоа исто, јас стално го кажувам, можда излегува како фраза, но тоа е така. Мајката ги сака сите деца, дали ќе има 2, дали ќе има 20, сите деца и се исти. А улогата која што така ме вивна и во Југославија тогаш, тоа е Стефано Диво Месо. Од Горан Стефановски текстот, а режија Слободан Луковски. Со прекрасните актери. Крум Стојанов, Ацо Ѓорчев, Милица Стојанова, Снежана Стабеска, Мето Јовановски, Ленче Делова, Петар Темелковски
Значи, да не ги, ако испуштам некој, зашто тоа им се извинува. Тоа беше не само моје вивнување, него Буца Мирковиќ беше голем критичар, тој кога ќе доаѓавме ние на Стерино позорие, викаше: сега дојдоа македонците, ај ние да си се вратиме дома. Нема награди. Носев некои документи, а еднаш останав и на кафе. Тогаш ве видов и вас, се качувавте по скали. Погледнавте кон мене, јас ви климнав со глава, а вие продолживте како да не ме забележувате, како да гледате низ мене. Така да, можда е Диво Месо, Хлестаков, во Ревизор, свадба, Дарко го играв тамо на Чичко Васил Илиовски текст за Димитрија Рулиос, Болва Вуво. Мислам, има многу тие кои што денеска која ќе ме сретне некој од постарата, се разбира, генерација, вика, ние со вас растевме и мене тоа ми представува голема задоволство. Што е потешко? Да се насмее публиката или да се расплаче? Да се насмее. Комедијата како жанр е многу потежок од било кој друг жанр. Затоа што лесно е, можеш и то налетецки да кажеш дека ми е многу тешко во животот. Нели како тон, ако успееш и солзите да дојдат, ќе ја убедиш. Полесно ја убедуваш во драмата отколку во комедијата. Речеме, јас додека го најдов Камишан Небис, таа мана која има говорење, беше доста тешко. И представа која што си играла 22 години, да речеме така, беше свадба си играше помалку, но и на Коле представата, Солунски потврди, беа тие се врвот на посетеност и на долги години на репертуар. Во вашата биографија се запишани и многу награди. Но да се вратиме на ова чиј празник денес го прославуваме, 11. октомври. Што оваа награда представува за вас? Па видите, сите награди се на извесен начин сатисфакција на тоа што досега си го работил и значи дека има луѓе кои што го ценат твојот труд. Тоа беше врвна, огромна награда, која што ја добивам 80 година, нели, за Диво Месо, за Стефан, а јас сум имал тогаш, јас сум математиката сум многу лош, али мислам дека 80 година, 71 завршив на 24 години, 80 година, рачунајте, значи, неполни 30 години, јас веќе станувам врвен актер во тогашна Југославија и ја добивам највисокото признание на Македонија со сите почести. И таа и Златниот венец на мали експериментални сцени во Сарајево се наградите кои што, како да кажам, ми се внатре, во мене се. Не можам, ако можете да ми отворите душата, ќе видите колку се, не се тие сега златни, него се диамантски, некоја посебна, посебни светлосни зраци, натре барем во мојата душа, проектираат. И воопшто тоа е една баш така едно признание за тоа што сте го сработиле во тој период. Чуре, посакувам да ве држат и нозете и умот и натаму да имаме поводи за вака убави разговори, па и на убави денови. Апсолутно, јас благодарам многу што ме повикавте. Па нека ни е честит и овој 11. октомври. Да, и вам, да сме здрави и живи и да го причекуваме долги години.